Од страна на општина Неготино добивме известување за нестабилност на браната Липа, која што се наоѓа во Неготинскиот регион, во близина на селото Липа, во кое што нема постојани жители. Денес сме на лице место кај браната Липа. Се работи за брана направена некаде во 70-тите години на минатиот век, направена од некоја земјоделска задруга, би рекол дива брана, која што не е направена во согласност со сите тогашни прописи, која што служела за напојување на добитокот и наводнување на околното земјиште. Проблемот е настанат подоцна пред 15 години при некој силен дошло до рушење на дел од браната, поради што била покрената постапка за реконструкција на истата. Во 2015 година со поддршка на УНДП и Европската унија оваа брана е реконструирана во соработка со водостопство и истата била тестирана, но покажала одредени слабости. Денес, како што можеме да видиме, од телото на браната извира вода, односно истекува вода. Оваа вода браната ја прави нестабилна и постои опасност оваа брана при некој силен пороен дожд или при надоаѓање на водите од топење на снегови да попушти и со тоа да биде загрозено населението кое што би се нашло или луѓето кои што би се нашле на патот на водата која што би истекла од оваа брана. Значено да напоменаме дека потечението на оваа мала рекичка или суводолица, бидејќи сега оваа суводолица по неа тече вода од браната, од оваа вода која што истекува од браната, која што не би требало да истекува, затоа што браната не е полна и има простор да ја прими целата оваа вода која што доаѓа во неа. По оваа суводолица, како што реков, има луѓе кои што напасуваат добиток во случај на рушење на дел од браната и по истекување на водата, тие луѓе би биле загрозени, но би бил загрозен и добитокот, како и патот кој што спојува неколку локални села. Токму затоа Центарот за управување со кризи презема неколку дејствија. Од наша страна е известена подружницата на водостопство Тиквеш и работиме на утврдување на собственост на оваа брана, за која што засега можам да кажам само дека е во државна собственост, бидејќи и од страна на водостопство истата не е примена. Така што како Центар за управување со кризи во следниот период ќе контактираме сите надлежни институции да биде утврдена надлежност да се најде решение за оваа брана, или треба реконструкцијата да биде довршена како што треба, или истата да биде целосно испразнета. Од нас може само даваме насока нивото на водата да биде што пониско, односно преку испусниот вентил да се испушти што повеќе вода. Во овој момент поради варнежите имаме постојан дотек од неколку потоци во самата брана. Како што може да се види, оштетувањата на браната се сериозни. Водата тече во поголема површина и тоа по целата линија, некаде на дното на браната. Самата брана може да се види дека е линијата на браната повеќе од 50 метри, висината е повеќе од 30 метри, а длабочината на браната исто така е повеќе од 30 метри. Иако напоменувам дека сега браната не е полна. Центарот за управување со кризи секој постои на располагање на граѓаните и ги повикуваме сите граѓани кои што ќе забележат вакви или слични ризици и опасности да се јават на бесплатно телефонски број 112 да го алармират Центарот за управување со кризи за да можеме да преземеме понатомошни дејствија. Благодарам.